Во претходните емисии говоревме за потребата од медиумската писменост и зошто е важна таа. И денеска продолжуваме со нашиот серијал на оваа тема. Во динамичниот свет на комуникација, информациите постојано се слеваат низ различните медиуми, а граѓаните преку речиси неограничените технолошки и дигитални можности читаат, слушаат, гледаат, пишуваат, снимаат, односно едни со други и буквално по 24 часа кликаат. Оваа појава на социјалните или онлайн медиуми од каков и да се вид наметнува нов назив наречен кликбейт. Називот доаѓа од звукот што го создава глувчето од компјутерот кога ќе притиснеме на него. Клик. Но што е кликбейт? Како да го препознаеме? И пред се, како да научиме да не паѓаме во неговите стапици? Дали знаете што значи зборот кликбейт? Да. Не сте чуле? Не сте чули. Дали знаеш што значи зборот кликбейт? Не. Не си се сретнал до сега со тој збор? Не. Дали знаете што значи зборот кликбейт? Брска нема. Не сте чуле до сега? Не. Кликбейт. Не. Не сте се сретнале до сега со тој Воопшто збор? не. Тоа е кликбейт. Не знам. Не сте чуле? Не сте чуле. Значи зборот кликбейт. Не знам. Не сте се сретнале до сега? Не. Не? Не сте се сретнале со тој збор? Не, не. Од нашата анкета забележуваме дека тетовци не се запознати многу со тоа што е кликбейт, но да слушнеме што всушност значи овој поим. Кликбейт е всушност наслов на текстот кој што е сензационалистички, а кажува или раскажува нешто што може воопшто да го нема во содржината на веста. Сам по себе ваквиот наслов е атрактивен, бомбастичен, понекогаш експлозивен, понекогаш романтичен, но секогаш тежне е да привлече внимание, односно да ве натера да кликнете на содржината за да прочитате што стои во неа. Станува збор за еден од повеќето видови манипулација, кој што е најраспространет на социјалните мрежи и представува наједноставен начин и најздодевната вест да ја направи атрактивна. Атрактивен наслов, а здодевен текст, понекогаш безсмислен текст, односно празен без вистинска содржина, можно е дури и да нема текст. Ќе кликнете, но не можете да го отворите текстот, а насловот останува во помнење како важна новост. Овој вид манипулација е мошна и чест, особено на страниците за забава, филм и за култура. Медиумската писменост е потреба токму поради тоа да помогне да се препознаваат вредностите кои што ги носат тие бомбастични содржини, да помогне луѓето да научат критички да приоѓаат кон содржините што се нудат, да помогне да ја развијат умешноста граѓаните, правилно да ги читаат пораките и да разликуваат што е вистинска вредност, а што не. Еве неколку примери како преку атрактивен наслов се мами читателот да кликне на содржината за да дознае повеќе, а всушност тоа што очекува да го дознае, го има само површно или воопшто го нема. Светот веќе втора година се соочува со пандемијата наречена COVID-19 или корона, која внесе збрка во начинот на живот, ги смени нештата, наметна нови правила на однесување, маски, дистанца и вакцини. Ова предизвика многу дилеми и поделби меѓу луѓето, а донесе и многу текстови полни со дезинформации, спинови, манипулации, теории на заговори што уште не. Меѓу другото, луѓето почнаа да постираат дека се вакцинирале, каде и кога, со која вакцина. Во напливот на вакви вести се појави и следниот наслов. Игор Џамбазов. Откако ја примив кинеската ваксајна, нешто чудно ми се случува. Насловот веднаш заинтригира. Кај најголемиот број читатели првата мисла име што му се случило на Игор. И правите клик да го прочитате текстот. Еве сега и ние кликнуваме. И еве што следува. Игор Џамбазов секогаш знае да биде актуелен и интересен за јавноста. Како што е познато, тој е еден од најдобрите и најпознати македонци, човек со неколку професии кој според многумина ја доживува својата втора младост. Водителот, шоумен, музичар и писател веќе извесен период е влюбен во планинарката Илина Арсова со која поминува се повеќе време, а тие често споделуваат заеднички фотки и видеа на социјалните мрежи. Македонскиот шоумен Игор Џамбазов е во тек со новото време на технологијата, па така како и повеќето познати и тој има профил на социјалните мрежи. Игор е активен на својот Инстаграм профил, каде што речиси секојдневно споделува по нешто. Откако се активираше на социјалните мрежи, на Инстаграм профилот кај Игор Џамбазов постојано осамнува некоја нова објава. Неговите следбеници кои бројат речиси 95.000 редовно може да видат и прочитаат од неговите инспиративни и досетливи мисли поврзани со актуелности и животни искуства, романтични
романтични фотографии со неговата сакана Илина, од оние авантуристичките во природа, такви со мачката Емче, по некое видео додека пее или свири на гитара, па се до ретро фотографии како онаа што се најде последна на неговиот профил. Природа, сонце, зеленило, мирис на јоргован, а згора на тој поглед кон езеро. Кој не би посакал сега во ова време невреме да го чувствува и гледа тоа. Но некои имаат среќа, особено оние со живеалишта на места до вода или планина. Игор Џамбазов голем дел од своето време, освен во Скопје, го минува и во Дојран. Игор во неодамнешно интервју за Бекстејдж зборуваше за љубовта со планинарката Илина Арсова, откри како се запознали, како почнала нивната емотивна приказна. Се запознавме пред 5 години преку наши заеднички пријатели во Охрид, го побарав од нив нејзиниот број и се јавив и се представив и кажав: сите сакаат да се запознаат со мене, а еве јас сакам да те запознам тебе. После тоа се видовме, неколку дена се дружевме и јас променив локација. После неколку месеци ми се случи првиот здравствен крах, бев во болница и добив неколку поддржувачки пораки од неа. Се немавме видено долго време, се додека не почна карантинот, се сретнавме во Дојран, а се после тоа е историја, раскажа Џамбазов. Денес на својот профил на Инстаграм, Џамбазов сподели нова фотографија под која стави опис: откако ја примив кинеската ваксајна, нешто чудно ми се случува. Читаме и читаме. Бараме да дознаеме што тоа му се случило на Игор од вакцината. И дури на самиот крај од текстот, со само една реченица и со само една фотографија со која што Игор очигледно сакал да се пошегува со актуелната состојба за вакцинирањето, го забележуваме тоа што е сензационалистички наслов и тоа што помислуваме дека е главна содржина на текстот. Ова е типичен пример за кликбейт, мамка преку атрактивен наслов за да се заинтересира читателот. Следниот пример е од соседна Србија со наслов: жена од Белград загина од струен удар копајќи биткоин. Интригантно, но знаеме каква заинтересираност владее по оваа нова дигитална паричка, односно криптовалута. Да се заработи виртуелно и тоа многу пари, стана сон на многу млади луѓе, но дали вреди да се загуби животот трагајќи по биткоини? Секако веднаш правиме клик на атрактивниот наслов за да дознаеме за трагичната судбина на жената од Белград. Со неодамнешниот пораст на цените на пазарот на дигиталните производи, криптовалутите се вратија во центарот на интересот кај јавноста. За многумина кои се скептични или несигурни во врска со инвестициите и берзанското тргување, многу повеќе внимание привлекува така наречено рударење по криптовалути. Во Србија во најголем број случаи луѓето копаат со графички картички и со компјутерски процесори, а рударите најчесто избираат да копаат етериум. Маја М од Белград беше една од нив. Таа неодамна загинала од струен удар, додека го местела кабелот на нејзиниот компјутер кога копала криптовалути. Несреќената жена била дел на големиот број на луѓе кои во последно време се почесто се занимаваат со оваа работа во Србија и така заработуваат пари. За тоа дека една млада жена го загубила животот копајќи биткоини во целиот текст има само 2 реченици. Понатаму во целиот преостанат текст нема да прочитате ниту еден збор за трагичната судбина на Маја од Белград. Која е Маја? Колку години имала? Што работела? Што ја натерало? Маката или брзата заработка да копа биткоини? Нема ниту збор. Целиот преостанат текст е посветен на криптовалутите, на рударењето, потребната опрема, заработката од ова, на вредноста на биткоинот. Така нејзината трагична смрт се користи преку атрактивен наслов за да се привлече вниманието кај читателот за да кликне на страницата каде што е објавен текстот, да се зголеми посетеноста на таа веб страница, а крајната цел е да се пласира текст кој што зборува доминантно за криптовалутите, но не и за несреќената судбина на Маја М. Третиот пример зборува дека кликбейтот веќе е глобален феномен, па за него интерес пројавува и светската филмска индустрија. Најновата серија на Netflix, која што го носи името Clickbait, зборува за мрачната страна на интернетот во која што потребата од што повеќе кликови води кон насилство и злочин. Серијата што ја напишале Тони Ајрес и Кристијан Вајт подсетува дека не постои анонимност на интернет. На интернет секој и се има алгоритам, па дури и злосторството. Затоа додека висиме пред компјутерите, на телефоните, на сајтовите, во брзината да видиме се и се што ни се чини интересно, безброј пати во текот на денот правиме кликови, понекогаш и без да размислиме за сите можни негативни последици, за сензационалните наслови без содржина на кои можеме да наидеме.
Кликбейтот во однос на лажните вести, манипулациите и дезинформациите се чини и дека не е толку штетен, затоа што нема намера да ја искриви вистинската информација, па кога ќе се кликне и ќе се види содржината, луѓето во голема мера ја разбираат стапицата. Тој е повеќе насочен кон тоа да не изманипулира и да не натера да кликнеме и да отвориме содржини што некому ќе му донесат повеќе кликови на неговата страница и така ќе оствари одреден профит или личен бенефит. Но предпазливоста секогаш треба да биде присутна, а свесноста за кликбейтот е важно да се развива кај младите и малите деца.